Омор Богданке, де кажи од што се плаши Мицковски. Значи, само многу ме нервирате, значи. Од СДС, ке стапнете на говорница и нека каже Мицковски од што се плаши. Па да бре, ако знаете, поштедете ни време, шорткат, кажи одма, Мицковски се плаши од ова. Сега, од што се плаши Мицковски? Сега ја треба Мицковски да го прашувам од што се плаши, пример. Ни трошите нерви, време, како да ви кажам. Не држите у неизвестност. Тоа боле. Боле и горе и доле. Сте се научиле само. Прашај да па, нека каже овој, нека каже оне. Стварно ми е, ако имаш што да кажеш, брате, кажи го. Мицковски од ова се плаши. Не сега ја тука да погаѓам, ај ке си играме квиз. Како се викаше овој квизот кај Лила Филиповска? И сега квиз ке си играме, ајде чуј сега седнати тука надвор, Богданка од СДС шо кажа, го праша Мицковски што се плаши. Ај сега ние доле ке погаѓаме. Нострадамус си ке играм. Од што се плаши? Ја ке ти кажам од што се плаши. Пошто ти поставуваш прашање, не мора, јас знам човекот од што се плаши. Сега ќе ти кажам што. Богданке, Мицковски се плаши од мечка. Само од мечка, со мали мечи. Знаеш колку се опасни мечки со мали мечиња тука? Особено ако иде таму да бара храна, мед, ово, она. Па да налета тука некој кај мечињата у близина, па мечка во тој момент да дојде да види некој у близина мечиња. Не знам, Богданке, дали некад имаш беган у животот од мечка. Од ВМРО знам си бегате редовно, ама од мечка не може ВМРО. Значи не можете да замислите толку страшна хорор приказ на мечка да те брка. Ти мислиш тоа е трома голема, ти мечка го ќе те збрка. Пази, ја не мислам, стварно немојте да врзуете у глава дека мислам на овој мечка од информација. Значи за мечка зборам, дива животиња. Мечка. Не многу се заебани мечка ако те брка. Мора да бегаш малку цик-цак. Да возиш слалом, кристијани да прави. Права, може да те фати, да изгледа трома, ама се брзи у пизду мате. У катник ќе влезеш ако те фати. Знаеш шо? Да ти кажам. Вие сте галиба поише исплашени и од Мицко и од сите нас што имаме разни страви, вие сте поише исплашени. А ќе ви кажам и зошто сте исплашени. Затоа што сте свесни дека вашиот електорат, вашето гласачко тело галопирачки паја. И затоа правите испинови од типот ВМРО имало криза со гласови, ке изгубил, не знам, 150.000 гласа и си ги мантрате овие бројки така. Реалноста збори нешто другачие. Дека ВМРО, да, мислам дека сите партии горе-доле ки имаат пат за разлика од изборите, пошто се овие локални избори, за разлика од овие парламентарни вешове. Но ВМРО се уште има јак политички капитал и во гласачкото тело и на терен. Така да, ВМРО ако загуби нешто, не знам колко имаше последнива, 430.000 имаа на последнива. ВМРО ако загуби 5-6% преку сила во смисла на некоја споредба да направиме. Така да локалните избори ВМРО нема да го поместат ни за сантиметар од сега каде што е. Барем што се однесува на тој политички отколач. Ама вие, СДС, ќе доживеете изгледа од сите партии најголем дебакл. Успоредба пак, да кажеме, со ние парламентарните избори минатата година која беа таму. А зошто е тоа така? Ќе си видите сами. Тоа знаете и вие самите, затоа што вие ниту сте имале, ниту ќе имате, ниту имате некој контакт со обичниот човек надвор. Освен ако не е некој од ваша партија, па го викате по штабови, па тамо нешто си
си се јачате, си продавате муда за бубрези, си фантазирате. Така да. А се останато, одамна ве виде какви сте и одамна ве виде дека единствената цел за вас у опозиција кога сте, што е логично, мислам, тоа на некој начин е да дојдете на власт. И у состојба сте додека сте у опозиција, да исплукате без аргументи се и секого, само за да и да искористите секаква можна случка настан трагедија, само за да купите политички поени. И тогаш сте вака најулюдно, човечно звучите. Нешто тогаш ви текне за економија, тогаш ви текне за стандард, за право, за тајни служби, за овој оној. А кога сте на власт, не бавате жива сила. Тогаш сте многу јаки. Со поддршка на оние куртонине од невладинини организации што ви ги прават тие пиар, овој стратегии, кампањици, политички аналитичари, курсе тресе уладна вода. Тогаш сте многу јаки, тогаш не бавате жива сила. Запне соопштение ради со, па преспецијален, че вие најдовте за тајни служби, за АНБ, МНБ, зошто Мицко уште не ги декласифицирал документи од прислушкување, што го разоткри, што го кажа дека го прислушкувале, нели, ваши луѓе од таму. Зошто уште не ги декласифицирал, од што се плаша? Као ние мајмуни да сме останативе на дрво растени, весла цицаме и немаме појма како идат некој работи. Дека ако се работи за високо сензитивни информации, особено ако се разоткриваат такви скандали, дека може тука 300 работи да искрснат поради кои што у моментот власта нема у моментот да може у моментот да ги декласифицира на Богдан како ќе текне. Еве ви еден банален пример. Може преку тоа разоткривање на таа декласификација на таа документација ќе излезе некое име. Спорадично, као колатерална штета, ќе излезе име кое што не смее да излезе, кое што е многу важно, што ја знам, за безбедноста на државата, или за не знам што друго, или појма немам, име некој на некој некаде од надвор, нешто на некој начин ни е лојален, на некој начин, ама спорадично, као колатерална штета може да излезе од тој процес ако се открие све на површина. Не знаеме што е, банален пример ви дава. Ама Богданке, тоа не значи дека вие не сте вмешани у таа работа. Паламудите година дена за директорот на АНВ за Бојан Христовски. На бамбара, бумбара, бам. Кој сакате, бе, дечки? Веруш сакате да го стават ВМРО, а? Пошто нели вие немате ние благе везе со прислушкување со такви работи. Со разузнавачко подземје, со нати го дај ми го милиони, ја тебе, ова ти мене, овие информации, ти мене, стикчиња, микчиња, курсе тресе, ово. Вие сте невини. Као порно глумица у генг-бенг жанр. Многу сте невини. Вие на мува не газите. На мравка не газите, на мува. На мравка не газите вие, какво идиотство. Unbelievable. Кој треба? Зечевич да дојде на чело, па за вие да бидете задоволни, мирни? Не знам кој. Сашко да се врати? А? Година дена човекот не го ставите на рад. А човекот си е патриот. Човекот си ја знае работата. Човекот ќе ја сработи работата што му е дадена. Тоа можете да бидете 100% сигурни. Може ви смета што е млад, убав дечко. Појма немам, не знам. Фати леко пијани за стап. Значи, немојте да ги манипулирате луѓето. Преспецијален декласификација на документи за прислушкувањето што, нели, Мицковски го објави дека, нели го,
прислушкувал него и него новинари, овој. И као што треба ние да кажеме? Да, како го кажа ова Богданке, дајте Бојан Мицко, одма ги сакаме документите декласифицирани. Но немаш појма што е тоа внатре. И оно што вие избегнувате да го кажете, да го кажем. Македонија последниве 15 години е како Казабланка за време на Втората светска војна Мароко. Македонија ви е разузнавачка наблюдувачница. Овде има шпиони и разни разузнавачи и разни пробисвети од тоа разузнавачко подземје со лопата да ги ринеш. И ти, за да ги исчистиш тие служби, тебе ти треба радикално чистење. Ја партизирале, ВМРО ја партизирале Агенцијата за национална безбедност. А што треба? Тие приврзоците на Вашиве што ги спомнав преска да останат тамо и не знам уште кој друг да роварат, да работат против интересите на држава, да прават нати го, дај ми го, да ја рушат актуелната власт, што треба? Да ги остаат и понатака? Ја искрено мене да ме прашате, тоа агенцијата тамо, све би ги отпуштил од работа, од прв до последен, и проверки на ова, проверки на она, сертификати, мертификати, вамо, тамо и дури после пак вработување. Така се прави, така е направено у некои земји. За да се исчистат тие многу важни институции од бигорот, од плакот внатре, од рѓата, од оно што може да загрожи државата, безбедносниот систем, луѓето, народот, итн. Али супер е, ова е опозиција, само сообштенија. Овој прднал од ВМРО, дај прдна. Овој ждригнал, овој ждригна. Знаете, само со тоа што покажувате пуста Богданке, дека немате грам идеја и визија за она што треба да правите, за да си го кренете рейтингот да дојдете на власт. Според ваши нели замисли, според ваши желби и амбиции. Поема немате кај терат. Требало, не требало, прес па го најавуваат предходно 10 сата. И доаѓаш на пресов, го следиш и гледаш. Од што се плаши Мицковски? Ко бабине на чешма у Зубовце. Или од Звегор. Мицковски, од што се плаши? Нека каже. Бојан Христовски го повикуваме одма. Го повикувате, Богданки, или го повлекувате? Мислам, повикувате или повлекувате за... Го повлекувате за... или го повикувате? Заборев како каже. Сега, дали го повикувате или го повлекувате? Епа... Повлечете? Повлечете. Можете да го повлечете. Да. Абре, памет не виде у глава. Не виде памет у глава. Али ќе ви дојде сега набрзо, кој ќе бидат локални, ве ќе ви дојде. Ма ништо ич нема да ви дојде. На крај ќе ви дојде само гробарот со лопатата. Мислам, не вас као поединци не ви посакувам ништо лошо, него овој политичкиот гробар ќе ви дојде. У смисла на вашата партија со лопатата. Тоа е, не ве тупам пократко, али сладко. Чао.